Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Во ова издание, председателот Барак Обама патува на Средниот Запад на Соединетите Американски држави да ја промовира својата економска политика, но во меѓувреме неговата финансиска реформа е стопирана во Сенатот. За ова и за другите денешни вести ќе ви информираме на почетокот на емисијата. Обама започна дводневна турнеја по неколку сојузни држави. Ке оди во мали градови и општини, а ке посети и централа за струја добиена од ветер во Ајова, пред да замине за Мисури, а потоа и во неговата сојузна држава Илиноис. Се со цел да ги убеди гласачите дека неговата политика ја води земјата во вистинска насока кон оправување од економската криза. Мерката, чија цел е спроведување на реформи во финансискиот систем на САД, не беше усвоена во Сенатот синоќа. Сите републиканци гласаа против отпочнувањето на дебата по легислативата, што би креирала ригорозна контрола врз Wall Street. Председателот Барак Обама рече дека е длабоко разочаран. NBA лига, плейоф, последни резултати. Орландо се пласира во второто коло на источната конференција по синокешната победа над Шарлот од 99-90 и вкупен резултат од 4-0 во серијата. Екипата го очекува победникот од дуелот Милвоки-Атланта, што во моментов е изедначен со резултат 2-2. Во западната конференција Феникс победе со 3-2 против Портланд по синокешната победа од 107-88. На модна ревија на Универзитетот Меримаунт во сојузната држава Вирџинија минатата недела тројца студенти дипломци од катедрата за мода и дизајн представија креации што се плод на соработката со две текстилни компании од Македонија. Компаниите шиеле пилот модели за пласман на пазарите во Западна Европа. Јане Бојаджиевски известува од настанот. Преку проект на USA, компаниите ИНТ и Астибо ги расшириле модните линии на американските студенти дизајнери на европскиот пазар. Лори Брок е од корпорацијата за економски развој Карана во Арлингтон, преку која се поврзале студентите и компаниите. Со овој проект веќе гостувавме на неколку модни недели во Германија. Организиравме деловни состаноци со потенцијални купувачи во Велика Британија. Американските дизајнерки Карен Катања, Джесика Греј и Алисон Джордан се задоволни од професионалноста на македонските текстилни компании во реализирањето на нивните замисли. Имаат одлично производство, одлично ја завршија работата со дизајнирањето на нашата линија, имаат материјали кои ни требаа за нашиот дизајн. Се надевам дека ќе имам можност да стажирам летово во Македонија и да работам таму како помошник дизајнер за модна женска линија. Бев многу задоволна кога видов како професионално го преточиле мојот дизајн во краен производ. Дипломираните студенти од Универзитетот Меримаунт од класата за мода и дизајн се надеваат дека ќе најдат работа во една од угледните монденски светски куќи. Секој со своја среќа, бидејќи доаѓаат од разни делови од светот, можеби ќе успеат да заработат. На ревијата беше представена и модна линија за мажи. Но и за најмладите. Посетеноста на настанот беше најдобра потврда за можностите за соработка меѓу амбициозни дизајнери од САД и цел свет од една и македонски компании од друга страна, за потикнување на извозот и отварање нови работни места. Во САД е во тек пописот што се спроведува еднаш на 10 години. Законот вели дека секој треба да биде преброен. Но во следниот извештај од Лос Анџелес ќе видиме зошто е важно да се стигне до сите групи на жители, особено бездомните. Попишувач дистрибуира пописни формулари во Лос Анџелес Мишн, верска организација што им помага на бездомни лица во кварт во центарот на градот познат како Skid Row. Попишувачот Джо Акоста помага со јазиците.
Имаме 52 јазици на кои можеме да помогнеме. Јас зборувам само 3, но можам да помогнам за 52. Повеќе од 80.000 лица во Лос Анџелес се смета дека се бездомни. Да стигнат до нив, попишувачите се на улица, исто како нив. Градоначалникот Антонио Виларайгоса вели дека секој треба да биде преброен, зашто градот изгубил над $200 милиони федерални пари при минатиот попис, кога не биле добро преброени жителите, вклучувајќи ги и бездомните. Сега посебно работиме со заедниците што историски лошо се пребројуваат, имигранти, особено недокументираните, сиромашните, бездомните и изнајмувачите. Цифрите се важни, зашто представувањето во Конгресот е базирано на пописот, а врз основа на цифрите се распоредуваат и $400 милиарди за локални проекти и услужни дејности, како и за училиштата. Нема точни цифри за бездомните, а една од причините е што многу од нив имаат проблеми со законот заради дрога, алкохол, криминал. Марина Клаудио од Бирото за попис ги уверува дека нивните одговори остануваат приватни. Мора да ги чуваме тие информации како доверливи и не можеме да ги откриеме на ниедна владина агенција или орган за спроведување на законот. Објавуваме само чиста статистика. Мисиите на Skid Row и јавните куини прават се овој пат сите да бидат преброени, вели председателот на Лос Анџелес Мишн Херб Смит. Сите се согласивме да земеме активна улога во ова, зашто ако правилно се изброи, правилно ќе бидат распоредени и федералните долари. Локалните представници велат дека веродостојни цифри ке значат и повеќе пари за извлекување на некои бездомници од улиците. А за нашата следна емисија подготвуваме прилог за имиграционата реформа. Утре во Newsflash. Обама. Една имиграциона политика за цела држава. За реформата што предстои, гледајте во утрешен Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.